И тој сигурно е добар договор. Насер Зибери, правен експерт и директен учесник во преговорите за рамковниот договор во 2001 година. Од тогашната ПДП цени дека 16 години по подпишувањето на договорот го положил тестот на времето. Тој смета дека се уште има обврски од документот кои што не се затворени. Тој сигурно е добар договор, бидејќи представува компромис меѓу двете политички супроставени ставови на времето. И едните и другите останаа незадоволни, а тогаш можеме да кажеме дека имаме фер договор, бидејќи не ја задоволува само едната страна во преговорите. Охридскиот рамковен договор, за жал, многу бавно се применува, се реализира и тоа е една од клучните дефекти на Охридскиот рамковен договор. Убеден сум дека неговото поефикасно, поквалитетно спроведување многу од проблемите ќе ги надминеше и Македонија ќе имаше помалку турбулентни периоди. После 16 години уште нашата држава се занимава со прашања кои произлегуваат од Охридскиот рамковен договор, патем кажано, кои обврски требаше да се затварат во предвидениот рок од 4 години. Според Зибери, рамковниот договор е патоказ како треба да се гради државата, како треба да функционираат институциите и како треба да изгледа политичката сцена. Обврски сигурно дека има, меѓутоа прашањето на јазикот со последниот предлог кој владата го достави до собранието, мислам дека ќе се затвори еден многу сензитивен проблем во меѓуетничките односи во Република Македонија и ќе се исполни можеби еден од клучните приоритети кои ги носи во себе Охридскиот рамковен договор. Но Охридскиот рамковен договор треба да се разбира како дух, како визија, како треба да ги градиме односите. Затоа тој во одредени сегменти не представува обврска која временски е лимитирана. Туку напротив, тој е патоказ како треба да се гради државата, како треба да функционираат институциите, како треба да изгледа политичката сцена. И во тој смисол Охридскиот рамковен договор ќе остане водилка за политичките субјекти и во иднина.